како што ви ветив минатиот пат, овој пат ќе зборуваме малце повеќе во детали за видовите на индустријска сопственост, за потребата од заштита, начинот на користење на истите, зошто е всушност битно да се заштитуваат таквите права и можностите кои што се нудат согласно нашето законодавство и меѓународните прописи, затоа што ова е една од ретките сфери каде што помалку или повеќе планетарно можностите за заштита на овој вид на права се речиси унифицирани, односно она што можете да го направите во Македонија, повеќе или помалку можете на ист или сличен начин да го направите во било која земја од светот, благодарение на постоењето на многу конвенции. Секаде во светот, па и во Македонија, интелектуалната сопственост често пати се изедначува со индустријската сопственост. Интелектуалната сопственост, интелектуалните права се еден поширок поим во рамки на кои што влегуваат правата од индустријска сопственост, а покрај во рамки на интелектуалните права се авторските права. Значи, одма да ја расчистиме забуната, тоа што вие не се доживувате себе си како дел од некоја класична индустрија, во смисол на некаква трудоинтензивност, тоа не значи дека немате права од индустријска сопственост. Тоа е едноставно еден назив кој што историски се влече повеќе од век и половина наназад и опфаќа буквално се што е предмет на работење каде што има интелектуални творби. Неформалното начело на американците, како што викаат 5 W's and 2 H, се who, when, why, what, where, how much and how long. Секогаш кога се влегува во оценка на тоа дали е нешто интелектуална творба, дали таа творба може да представува право од интелектуална сопственост, се поминува, буквално се прави само оценување по принципот на добивање на одговор на овие 5 прашања. Само накусно се подсетиме, право од индустријска сопственост се патент, индустријскиот дизајн, трговската марка, географската ознака и ознаката на потеклото, ноу-хау, односно посебните знаења и вештини, топографијата на интегралните кола, имињата на домените и трговската тајна, со тоа што околу имињата на домените се уште не постои постигнат консензус дали истите се индустријска сопственост или не се, односно дали представуваат само некаква, ете да речам, креатива во начин на обезбедување на идентификување и единственост на пристап до некакви услуги или стоки. Она што најмногу сакам да го кажам, не е ете дека постојат модели, патенти, мостри, жигови, трговски марки и така натаму, туку важноста на претходните чекори пред да се пристапи кон творење, односно кон работење, нарочно ако е тоа тимско и нарочно ако се случува во рамки на вашите правни лица. Зошто? Затоа што најчесто, колку се посложени творбите, толку почесто се вклучени повеќе луѓе, повеќе вработени, повеќе надворешни соработници. Тоа е од една страна. Од друга страна, нивниот напор, нивната креативност најчесто значи и нивно авторство на определени сегменти на она што го работат. Авторство и авторско право се две различни работи. Авторство значи дека определена личност е автор на нешто, а авторско право е ползувањето на материјалните и моралните можности од самото авторство. Заради тоа, во вашите фирми, секогаш кога работите на нешто за кое што барем предпоставувате дека ќе изнедри некаков интелектуален продукт кој што можеби ќе биде новитет, можеби ќе биде пронадок, можеби ќе биде само највообичаена алатка, меѓутоа дизајнирана согласно некои ваши наоѓања, односно ќе има било каков степен на оригиналност, потрудете се да превземете претходни чекори во смисол на добивање на изјави, согласности, потпишување на спогодби, договори, со кои што ќе овозможите дека крајниот производ, крајниот продукт, без разлика дали е буквално материјален производ или некаква услуга, дека ќе биде ваша. Да не се случи на крајот на процесот, секој од чинителите во процесот за својата работа, за својот ангажман, да истакне посебно барање за
собственост на било какво интелектуално право поврзано со трудот. Да имате еден продукт, умствен или буквално материјален продукт, е една работа, друга работа е да имате права врз истото, а третата, најважната работа, заради која всушност и одите кон тоа да ја регистрирате својата индустријска собственост, е користењето на правата на истата. Најпростиот пример е продажбата на лиценција за употреба на софтвер, продажбата на хардвер под определено име и така натаму и така натаму. Сите заштитени права се временски ограничени, исто како и авторските права. Ограниченоста на правото од индустријската собственост е на 20 години, со исклучок за патенти и пронајдоци во медицината, каде што под определени услови е дозволено продолжување за уште 5 години. Што не е пронајдок? Значи, не е пронајдок нешто што нема иновативност, не е пронајдок нешто што нема употребна вредност, не само сегашна, туку и идна. Патентот е начин, односно име на заштита на пронајдок во сите области на технологијата, само ако е нов, ако содржи инвентивен придонес, значи тоа е новитетот, и ако може да се применува во индустријата. Авторите, било да се физички или правни лица, умираат, биолошки или правно, како сакате земете, и нормално дека правата по основ на авторство, по основ на индустријска собственост се наследни, односно се преносливи, и тоа е уште една нивна додатна вредност, за разлика, да речеме, од некои други права кои што не се наследни, не се преносливи, бидејќи се поврзани со личен идентитет на физичко или на правно лице. Трговската марка е она што сите си го викаме народски лого. Тоа е заштитен знак кој може графички да се прикаже и кој е подобен за разликување на стоките или услугите на еден учесник во прометот, стоките и услугите на друг учесник во авторството. Е една работа од аспект на креатива, како некој го смислил самото име, самиот графички дизајн, а заштитата, која ќе се направи во вид на трговска марка, тоа е она ТМ или R, registered, тогаш имаме, значи, право од индустријска собственост. Значи, од авторско право преминуваме на полето кој се направи заштита на индустријска собственост. Кога ги заштитувате вашите логоа, вашите трговски марки, трудете се секогаш да направите јасна дистинкција од некои слични веќе заштитени или и незаштитени трговски марки, и водете сметка дека заштитата не е неограничена од аспект во сите можни бои, во сите можни големини, во сите можни фонтови и така натаму. Значи, мора стриктно да се каже во кои бои, во кои пропорции и така натаму и во рамки на кои индустрии го заштитувате. И сега доаѓаме до ноу-хауто, кое што не може да го заштитите. Значи, ноу-хауто не можете да го заштитите како индустријска собственост, посебни знаења и вештини, но можете да ги штитите со посебни договори од аспект на недозволување на употребување во конкретни бизнис релации. Вештачката интелигенција и авторското право и индустријската собственост. Ова е сега за сега само во еден дел јасно, планетарно, а тоа е дека вештачката интелигенција нема правен субјективитет. Во главном сега постои планетарен консензус, правен, дека вештачката интелигенција не може да биде автор. Се уште вештачката интелигенција се третира исклучиво само како алатка. Третманот на наредбата на промптот до самоучечкиот софтвер како авторско право и индустријска собственост, тука сега светската регулатива ќе биде насочена. Дали промптот со кој што сте дале квалитетна наредба вештачката интелигенција да изгенерира некаков алгоритам, дали тој може да биде предмет на заштита. Внимавајте на договорите со вашите вработени, со надворешните соработници кога генерирате нов продукт.
мора да биде, макар во некои делове налог, кога му даваш задача нешто да работи, да биде напишано, да наведено или подпишете изјава, спогодба, дека тоа што е твојот сегмент на работење овде, дали е сегмент на иновативност, дали е сегмент на просто во наводници, нели, авторство, тоа го работиш ти за плата или за посебен надоместок и тоа и припаѓа на фирмата.